Ова е клучен период за евроинтегративните процеси на Македонија, кога се очекуваат и датумите за одредување на напредокот на земјата на европски план. До 2025 година се очекува Србија и Црна Гора да станат членки на Европската унија, па ова ќе биде шанси Македонија да напредува со реформите, изјави вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи. Тој реферираше и за планот 369, за кој што рече дека е во согласност со предвидената динамика, а единствено има застој во донесувањето на одредени закони за кои што е потребен консензус. Јас сум оптимист и мислам дека не гледам друга алтернатива во делот на добивање на покана за НАТО и во делот на добивање на датум за започнување на преговори. Немањето на алтернатива го гледам во фактот што оваа година е многу попогодна, за да може да се реши и спорот и да може тоа да се материализира во членство и во НАТО и во Европската унија. Наредниот период е многу по-непредвидлив. Наредните години се непредвидливи и во државите кои што треба да го решат спорот и во самата Европска унија. Османи оцени дека е добро што започнаа разговорите со опозицијата за постигнување консензус во државата во однос на спорот за името во пресрет на посетата на медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц во четврток. Според вице-премиерот тоа дава оптимизам и надеж дека со консензус ќе се изгради државен став, што ќе ја подобри позицијата на државата во пресрет на затворање на овој спор. Османи најави дека денеска заминува во Виена 10 дена од објавувањето на стратегијата за проширување на Европската унија во рамки на напорите за лобирање за поизвестни европски перспективи на земјата.